Со жив штит мештаните на Иловица и Штука ќе го бранат местото каде што компанијата Euromax Resource сака да отвори рудник за бакар и злато. Гневни на одлуката на управниот суд донесена во полза на компанијата, селаните на овие две села во подножието на планината Огражден најавија масовни протести. Сега ќе се дигне народом масовно, бе луѓе тука. Тук ќе стане катастрофа, тук ќе падне крв, бе луѓе. И дали размисливат они одека излева това производство, сега как се свали до тука надолу ќе видите колку народ работи и што работи народот. И ако това нешто што се планира тука, ако ние дозволиме да се отвори, како што кажа господинот пред това, значи ние треба да не постоиме човеци тука. Како еколошката студија, така и одлуката на управен, вешто се криеше од очите на јавноста. Управниот суд тужените во случајот владата и Министерството за економија, речиси месеци половина овој документ, донесен во вонредни услови, го чуваа во тајност. Адвокатот кој што пишуваше, ги напиша предлог кривични пријави кон нашите активисти, ги бранише интересите на Euromax, сега тој истиот адвокат, кој е во улога на заменик министр за економија, треба да напише жалба против Euromax кој го плаќале до пред една година. Како ние да очекуваме од генералниот секретар на владата, кој што беше прв адвокат на истата компанија, кој што во ноќните сатови во Ново село е забележан како со друга група на луѓе оди од куќа на куќа да ги убедува луѓето да ги продадат имотите на концесионерот. Како сега ние да очекуваме од него, он да ја, како правник, да ја подржи и да напишат добро таа жалба. Проектот предвидува над Штука и Иловица да се изгради брана во висина од 276 метри за складирање на токсини. Активистите тврдат, доколку истата попушти може да ја контаминира, но и трајно да ги уништи почвата и водите во целата Струмичка котлина. Најголем страв создава прашањето околу користењето на сулфурна киселина и цијанид. Селаните коегзистираат исклучиво од одгледување на компир и други раноградинарски култури тврдат дека компанијата Euromax со пари успева да регрутира институции, функционери, дури и нивни соселани, вработени во фирмата, иако не одат на работа, земаат плата. Туку производство не ода ништо, а ние сега сме запослени, не работиме, а на плаќа руднико. Компир, зелки така ги танират и мора за ние захтевиме да има рудник. Додека разговаравме со жителите на Штука и Иловица, бевме сведоци на транспорт на необележани дрва, за кои нашите соговорници тврдат дека се сечени во концесискиот простор. Од невладината Екодолина објаснуваат дека Евромакс е компанија која не стопанисува со ниту еден рудник. Ги нарекоа предатори, чија цел е да добијат концесија за подоцна истата да ја продадат на рударска компанија.